Ова е джунглата. Овде сум роден и овде умреа моите родители кога бев дете. И со мене ќе беше свршено ако не ме пронајдеше мајмуницата Кала. Таа ме одгледа и ме подучуваше на животот во дивината. Од ден на ден станува се посилен. Сега сум пријател на сите животни во джунглава. Джунглата е исполната со убавини, но и опасности. Изгубени градови што се исполнети со добро и зло, а некои и со змии, како Скопје. Бујна вегетација. Господарот на джунглата, Тарзан. Сега бев кај мајка ми у аеродром. Аеродром мислам дека е малце побетар него овде у Карпош. После змии има во Скопје. Абе, алигатори и крокодили ќе ни се појават некој ден. Ја не ни пазам више кај газам, пошто ние сме вакцинирани од такви работи, од отровници, напасници и така дали, така дали. Јака, видете, бе, ова како Амазонија да сме. Уште Амазон тука да избие, негде као река Понорница, вака да, и тука у Скопје да избие овој Амазон. И уште тоа ни фали, види, лепота. Ова е Скопје, бе, ова е вегетација, бе. Гомна да ја да то ние после ни завидувале у Сахара, у Саудиска Арабија, таму у Катар, Дубај. Па овие будали бегаат у Дубај и скупуваат златни визи, овие Филипче Заев. Пустина таму ќе се. Видиш тука, е тука. Не знаеш што побрзо ќе ти изе. Дали шкорпија, змија, или некој питон ќе те удари, или некој ќе те надене на питонот у ваква вегетација, тоа не можеш никад да се знае. Особено ноќе, замисли овде ноќе да пројде. Кој знае што ќе ти се појави. И така, ова е джунглата. Него што сакав да кажам, остајте джунглава. Премиер, мислам дека оно што таравари неќе да ти го каже, а меѓу редови го мислија дека сепак сака со Дуи, бе. Он сака со Дуи, гледаме Филипче го нападна Максо. Уствари, премиера, знаеш што е најубаво за тебе? Треба да се чуваш. Многу од овие коалициониве сакаат ношу грб да ти заријат. И тоа е све оркестрирано. Извинете вака ако јас нешто преодицирам, ама ја имам такво чувство дека многу почнавте да им сметате, тоест да им очате усупата, тоест да им ги мрсите рачуните, а да им ги замрсуете и виугите у мозок. Така што она што го најавува Филипче, демек ова е коалицијата е на тенки нозе, се ниша, трт-мрт, он уствари ја кажува поентата на планот која е. Да ја разниша, тоест да ја урнат коалицијата. И тоа го знаеме дека се прави оркестрирано, затоа што почетокот на падот на една стабилна власт е така, прво мора да ја подкопаат опозицијата, а бога ми Дуи тука работи, СДС работи, невладините работат, и тоа бајге сериозно се ја сватиле работата, и тоа сум го кажал у пар наврати. Но, како може само да се одговори на оваа непринципиелни действија што се преземаат конкретно против премиерот и неговата влада? Ќе се одговори така што уште по одговорно, уште по пожртвувано, уште по честно ќе влезете во решавање на најголемите проблеми во држава. И кој ќе влезете така, на следните парламентарни избори ќе имате 85 пратеника и ќе може да ви се фатат. И затоа треба да бидете свесни дека сите овие што ви се коалициони партнери се потенцијални збрцувачи на ношу грб. Извинете вака што сум отворен и искрен. Може тоа не е, како да ви кажам, политички коректно да го кажувам на овој начин. Може вие си имате, мислите, верувате дека сте у добри односи, но моето длабоко чувство е, мојата најдлабока интуиција е дека сакаат да ви го зачукаат ножот у грб. И дека ќе искористат прва прилика, кој ќе ве осетат слаби,
да ви го завртат грбот. И сега финта е како најголема на историја, кој ќе мисля дека сте најслаби да ви го завртат грбот, тогаш вие да ни да им го начукат. Но тоа се веќе политички вратоломи и вештини. Но поентата е дека на вистина изгледа сериозно власта исплаши одредени структури на моќ во Македонија. Повеќето од нив опозицијски, сериозно ги исплаши нивното делување, па затоа мојот апел е по 101 пат продолжете, само тоа го кажев во подкастот на Проверитас, само продолжете честно и одговорно, со таков однос, честен и одговорен, ќе станете тефлони. Значи секој нивни удар, секоја нивна местенка, секој нивни обид да ве изместат од равнотежа, да ве дифамираат, да ве компрометираат, многу лесно ќе го блокирате, тоест ќе го амортизирате. А овие игрици што се све, таравари, маравари, реков, тоа е све дел од големиот план, како да се раструи коалицијата. На крајот на криштата, тие сите коалиции се коалиции од интерес, затоа треба да гледате преку вашата честна одговорна работа, ова се однесува на ВМРО ДПМН, како да направите на следните парламентарни избори сами да освоите 85 пратеника. 80, 70. Тоа ќе биде друга приказна. Ама вака ќе присуствуваме на некој начин бурен период. Заканите од тој не престануваат. Јас сум и за тоа сум го кажал јавно, секој што се заканува по безбедноста на граѓаните и безбедноста на и загрозување на мирот, кој поттикнува на насилство, што го слушаме како реторика и наратив што доаѓа од ДУИ, може и треба, и не може и треба, него мора веднаш да го санкционирате, затоа што го кажав тоа е една само вистина. Јас сега овој момент ако повикувам на линч, на насилство, антидржавно насилство против државата, против уставот, против институциите, верувам дека у наредни пола саат време ќе бидам повикан на информативен разговор, ако не и приведен од дома. Така што имате полно право да делувате и секој кој што се заканува по мирот и безбедноста на граѓаните на Македонија, да го приведете. Гледам супер, приведувањата барем видат одлично. Сега за сега, само продолжете така. А ми останатите ќе чекаме, ќе бидеме уште малку стрпливи. И некои работи кои што се можеби најважни за граѓаните, а тоа е безбедноста, тоа е длабочината на нивниот джеп, и тие да ги средите, тука пред се мислам на цените. Ви го кажав тогаш и во пред Нова година, која беа првите мерки за намалување на маржите, на овие говеда, прекупциве, газдиве на маркети, очигледно не им иде памет во глава. Треба да знаете, продуктите се се поскапи и поскапи. Ова ќе биде лето кај што буквално ќе се случи оно што сега е да не е битно на пазар, се изнасмеа за цената на јагодите. Става цена, нема да кажам ни колку беше цената на јагодите, проблем што јагодите беа скапани. 4-5 беа гори у тоа канчето, беа добри, одоздола се гледа дека другите беа скапани. Ја му викам, ова викам го продаш 250 денара со скапаниве. Викам, не бе, кај има скапани, ја викам трни ги тие горе. Ама не, вика се, тука ја не пипам роба со раце, не пипаш роба со раце, викаме, па тогаш ја само ќе гледам на место да купам. И се изнасмеа на мојот виц. Така да, како да ви кажам, немајте милост. А дека цените се високи, тоа треба да го знаете и треба да делувате шо побрзо, да им едете мајката. 100 пати сум им рекол. Сум рекол, 100 пати сум апелирал, мора да направите нешто уврска со тоа. Оти сепак ние не сме Норвешка и не може некоја будала у Селендрева Скопје, кај што има бујна вегетација, кај
кај што не знам, еве почна и змии да искачаат и ги има на секој чекор, штета што таа са бајле не ја сликав, ама не можев, имав друго нешто у раце држав и аје ќе вадам мобилен, не е битно. Предпоставувам не беше отровница, но не е важно. Што ми беше зборот? Така што не може некој у Селендрава Скопје, кај што више почна нели змии, крокодили, алигатори да лазат. Може и на дрвово има некој зелен павијан горе, ама има кеса за ѓубре. Гледате кеса за ѓубре? Леле сега ја видов. Ај, чекај дали се гледа. Кеса за ѓубре гледате некоја? Еве. Гледате? Некој од озгора пробал да биде Јокич. Ова ја закачал, беше му матер. Скопје. А ова е слива. Ова е слива, да бе, ова е слива. А има една позната песна од овој како Ристо Бомбата. Смокот се мота околу твојата слива. Е сега буквално овде може и некој смок да се измота, да се качи по сливава. Но тоа е тоа. А поентата уствари ме беше ме фатило гореа. Поентата уствари ми беше не може бе некој Селендрава Скопје, кај што лазаат змии, влекачи, лишки, отровни и така натаму, да ти продава продукт у кафана и у ресторан со истата цена со кој што го јадеш на Менхетен. Рецимо, кајгана 350 динара. На Менхетен е толку. Не може, луѓе овие што биле, не може ти не знам, ти наплаќа појма немам. Што имам пријатели тамо и баш еден кој му наплатија джин тоникот тука на едно место близина, мислам како да ти кажам, ни гледаш у статуата на слободата, ни гледаш у море, ни си на плажа негде кај што знам, го гледаш тасос преку тасос на тасос и така. Не бе, и му каже цена, викам молам, а тој у Америка живее 20 години. Викам молам колку е цената? И овој му каже цена, не знам, 500 денара. Добар се некој джин тоа таму. Па вика, јас вика на Менхетен 420 денара го платам. Мислам у наши пари. У превод. Абе, циркузијада. Така што, дечки, делувајте и бидете свесни, а и свесни сте, мислам, јако сум свесен, вие сте дамбетер свесни од мене, дека се стега обрчот околу вас, ќе покушаа да ви направат голема штета, невладиниве, со опозиционериве, дуи и овие квислинзиве од СДС, мада тие се умрени, а не знаат, а треба и на нив да им кажам, ако од Сабајлево, ако од Сикстинската капила искачаше бел чат, кај ни више од поодамна искача вагинален чат, така што ни треба да се самоукинат, ама не се свесни. Затоа отварајте 16 очи само честно и одговорно апел уште еднаш од мене, од граѓаните на Република Македонија. Бидете самите одговорни, самите проверувајте се, самите внимавајте што правите и само така ќе успеете да амортизирате секој од овие оркестрирани удари што ќе следат во наредниот период.